ова е некоја нова верзија, нов формат што сакаме да го воведеме со Искра, само во студио како што веќе правиме 1 година и фала ви на сите за поддршката. Сега откако наполнивме 1 година сме малце позрели и сакаме да се впуштиме во некои поризични води, тоа што до сега толку многу ризик не земавме, нели Искра. Па сега сакаме да се пробаме и на лайф малце, каде што е доста спонтано и интересно. И исто така сакаме се вклучуваме живо во настани поврзани со животни, било какви од снимања директно на терен и така натаму. Ана Јаневска е многу позната во груминг индустријата во Македонија. Многу луѓе ја знаат, она не знае дека ја знаат толку многу, ама стварно повеќето. Здраво Ана, добро ни дојде. Здраво, добро ве најдов. Фала на поканата. Фала на тебе што ја прифати, што имаше трпение да се уклучиме во овој лайв, што ќе почне малце вака со првично запознавање, затоа што стварно луѓето што работат во посериозно, да кажам, во Македонија со груминг те познаваат. Сега можеби не те познаваат лично баш сите, ама слушнале за тебе, знаат за твоите успеси и така натаму. И ќе биде интересно да те представиме еве и на поширока јавност. Нас не следат многу луѓе кои што се поврзани не само со куќи, него општо со животни и не само грумери, туку имаме многу и ветеринари, значи од пет индустријата, буквално сите професии имаме убава поддршка и следачи на оваа тема, па ќе биде интересно со тебе да збориме како професионалец од груминг индустријата, да видиме твоите почетоци, например, да ги разговараме кога се селиш во Бугарија, како тоа се случи. Мислам интересно зашто и како сторителинг е многу интересно. Јас со тебе нели малку поише зборевме во Белград кога се сретнавме. Интересна е приказната и мотивирачка за многу луѓе, не мора да е тоа за да влезат во груминг конкретно да се бават, ама општо да си ги следат своите сонништа, да кажам, и да си напредуваат покрај се. Да, јас на секој му посакувам да си ја најде работата како ја што си ја најде на мојата. Јас имам завршено средно фармација, дојдов во Бугарија да учам факултет фармација и така некако се свртаа работите што се запишав на уметничка академија. 2 години учев фармација и се префрлив на Академија на уметност. Да. Така, правам стредови дома. И работев скоро 10 години како дизајнер на мебел тука во Софија, но некако не беше моето. Јас ми беше тешко затоа што јас правам нешто, ќе го измислам и треба да го дадам на друг, некој да го исполни, тој некој ја нема мојата визија и некако, не знам, не беше мојата работа. Тоа е малку како креатор кој ќе нацрта, да речеме, некој дизајн и после кројачот, да речеме, треба да ја сошие, например, и тука се губи малку, да. Луѓето што ме познаваат од пријатели од цел живот, од школа, луѓе знаат дека јас навистина многу сакам кучиња. Значи јас дома ги моите не знам како ме немаат испрлено, само собирам некакви улични, прибирам, чувам. Секогаш сме имале дома домашен миленик, секогаш. Не само куче, буквално се што може да замислите. Еш, желки, овци, значи секакви животни. И кога дојдов во Бугарија, јас реално пошто живеев под кирија, студент, не можев да чувам домашен миленик, после со работата што ја работев исто, и некако ми фалеше. И решив дека треба да си ја најдам, јас веќе бев на 34 години. И решив дека треба да си ја најдам работата што нели ми е задоволство да работам. Не можам да сум ветеринарен лекар затоа што ми е многу жал за животните. И решив дека ќе станам грумер. Почнав да барам место каде што можам да учам груминг и во Софија тогаш грумингот беше никако на сам почеток. Имаше 3 салона што работеа. Од каде ти дојде идејата баш за груминг? Цел живот имам кучиња. Јас сум имала кучиња што дома ги бањам, ги чешлам, се грижам за нив. Кучиња кои што имаат потреба од груминг, не некакво со кратки влакна. И самото тоа што кој ќе допрам крзно некако ме смирува. Ми е пријатно, постојано галам кучиња и
моите што се домашните љубимци што ми беа и сега и со работата. И сакав да се научам. Во Белград имаше школа, им пишав на луѓето, меѓутоа беше многу долго. Јас сепак требаше некако да работам и да учам, некако не ми се поклопуваа работите. И Само извини да те прекинам, мене ми се свиѓа исто фактот што малце не го потенциравме, ме кажуваш 34 годишна возраст, зашто ние еве на пример да. во не стварно имаме многу луѓе што ни се јавуваат за обуки конкретно и многу често самите се, да кажам, демотивирани. Нема таа волја да одат напред, зашто се сметаат себе си дека се више над 30 години и како да требало да застанат. А реално, мислам, конкретно зборувам просечна возраст од луѓе што сме обучиле ние, некои се 30-тина, да кажам, ајде салончиња, во Македонија и малце во Србија, просекот ни е 35 години. Имаме луѓе што се над 40-ка, ама просекот е 35. И многу интересно што и ти на 34 се одлучува, зашто мислам тука се прави некој прелом кога више се чувствуваме сигурни, безбедни, можеби финансиски. Може тогаш знаеме што сакаме. Така, да. Единствениот проблем на грумингот, така да кажем, годините може да се проблем. Искра 5 години ќе знаеш што сакаш. Фала на комплиментот, ова е како комплимент ќе го сватам. Единствен проблем на грумингот е што е физички многу тешка работа. Се извинувам ако ми излетуваат бугарски зборови, 20 и кусур години веќе живеам тука и цела терминологија ми е малку на бугарски. Многу се извинувам, се трудам максимално. Разбирам до сега. До сега зборам правилно. Физички треба многу физичка сила за да се работи работата. Јас работам со почетници грумери, обучувам и поради тоа што немаат јасна представа за работата, ги терам да дојдат на интервју претходно, да се видиме, да им објаснам, затоа што ќе почнат и после почнуваат, ама кучето не ми дава да му сечам ногти, ама то не стои, ама не ми дава, ама не дава. Ти треба да го контролираш за да можеш да си ја завршиш работата и си постојано физички активен. Не е проблемот во стоењето на едно место, а проблемот е што работат раце, грб и само е тука проблемот во годините, колку човекот е физички силен за да може да ја работи работата. Сега нормално, ако почнете порано, имате многу повеќе време за да се развивате во кариерата, не треба да работите како луди, ќе си работите постепено. Има многу плусови, но навистина сметам дека не е проблем. Јас не работам многу, јас реално активен грумер што шиша кучиња, што работи со кучиња, нели без периодот во кој што си имам учено, се 7 или 8 години, не сум грумер од кој знае колку време. Така да човек ако сака може за многу кратко време да постигне резултати, само што треба да се труди, треба да работи, треба да поминат многу кучиња во рацете. Да за да светени да сака да напредува. Да, тоа е работа што работа што не, ако гледаш не можеш да научиш, ти гледаш и треба да го повториш за да го изџвакаш, така да кажам, материјалот што си го видел. Инаку така со седење, со гледање и со без да размислуваш, никогаш не можеш да се научиш да правиш вистински груминг. Јас ги делам луѓето, грумерите, нели, на грумери и на стилисти за кучиња, затоа што има разлика во услугата. Грумерите се грижат за домашни љубимци, така да речам, кучиња што не им е потребна специјална фризура, специјален стайлинг, кучиња што не одат на изложба и таму е потребно кучето да е направено со фризура која што ќе биде лесна за одржување, ќе му биде лесно на сопственикот да го бања, чешла, да го одржува до следната груминг процедура, ќе му биде лесно и на кучето, не да има некоја коса долга па крзно за да треба да го чешла и да го кубе. И да е лесно кога ќе врне, има кал да го измие, нели, да не треба после да го суши пола саат. Додека пак тие што се стилисти, тие веќе спремаат кучиња за изложби, како што се пудлите ги спремаме за изложби. Таму има малку поспецифична работа. И така, извини се, прашам. Не тама работа. Денес имаш предност за се.
Имам едно прашање до двајцата, или никогаш не сум помислила да те прашам, еве сега и Ана, во ретен или пракса, вежбање се, колку е важен талентот за вашава професија? Па јас мислам дека е многу важен. Значи, јас за да се развивам може би толку брзо, затоа што навистина е брзо за еден грумер, мислам дека многу ми помогна тоа што имам завршена уметничка академија, имам поглед на работите, треба да го гледаш куќето како тродимензионална форма, не од сите страни, не е само да застанеш и да шишаш, а треба постојано да се вртиш околу него и да направиш една форма која што е складна од каде и да го погледнеш да изгледа добро. Меѓутоа, пак, нели ви кажувам, поделени се работите. За еден грумер кој што работи 5 груминг, навистина не е потребно да има некакво такво уметничка гледна точка, затоа што сите семинари што се прават од големи грумери се прават така што тие ви даваат шема по која што вие работите и може да исполните фризурата, нели, за која што сте се пријавиле на семинарот. Јас така работам со моите, нели, ученици, буквално им диктирам што треба да направат. Телото на куќето од таа до таа точка го поминувате со тој нож на машинката. Така е многу полесно и може да исполни секој, само треба да е педантен за куќето да е добро подготвено, избањето, исчешлано и веќе другото мислам дека нема апсолутно никаков проблем да го направи кој да. Така. Да, се согласувам дека до еден момент стварно е достапно за секој што има пристап со куќе. Многу е битен пристапот до куќето да ти е лесен, да ти е природен, да кажам. И можеш да стигнеш до едно ниво, како што кажува Ана, каде што нема потреба од уметност. Значи, нема креација, него едноставно е техника и до тоа ниво стварно секој може да стигне, да кажеме. После тоа се одвојува, значи, стилисти за милен, значи, стварно тука е талент, нешто вродено. Например, јас се гледам разликата меѓу мене и Татјана, мислам е неспоредлива. Значи, она стварно го има талентот, има перцепцијата што кажуваше Ана за геометрија. Мене стварно, мислам, има работи што не можеш да ги научиш, ти можеш да го научиш што вика технички, шема и така, ама се осеќа кога нема дух. Мислам, се збориме за фризура, може смешно за многу луѓе, ама се осеќа кога има нешто посебно, свој тач. Значи, ние кога бевме на обука во Франција, она кажуваше, вика, дечките што биле кај мене на обука, вика, после со текот на времето им ги гледам фризурите, вика, и си препознавам нешто што од мене као го добиле, некој мал, како, тоа е тајна, нели, на секој кувар, да кажеме, уметник или било што, каде што има мала доза на нешто лично. Така. Тоа е можеби оноа што стварно ги одвојува, мислам, два света се согласувам скроз. Али работа, стварно мислам дозволува на секого да стигне до едно фино ниво, да кажем. Така. И сега јас исто така би сакала пак да прашам нешто, значи можеш ли да ни направиш некоја споредба, сега не знам колку си во тек, претпоставам дека си комуницирате меѓу себе за нивото на тоа одговорно сопствеништво што го викаме ние овде, во однос на ситуацијата во Бугарија и во ситуацијата во Македонија. Збориме за целокупната грижа кон милениците, или фокусот го ставаме на тоа колку во Македонија се посветува внимание на во поглед на благосостојбата на милениците, ево од вашиот професионален аспект. Збориме за груминг или стилизирање? Па, мислам дека не е нешто многу поразлично. Тука има луѓе што се грижат многу за домашните љубимци или за нели улични кучиња општо, како цело, нели, за животните. И има луѓе што се против, што ги трујат, нели, бркаат, тепаат, не се грижат за нив, домашни миленици кои што може и по една година да не посетат грумери, се во ужасна состојба. Сега се, нели, кои ќе се за пролет и така се појавуваат. Јас за среќа или за жал одамна немам допир до нив, затоа што веќе имам определени клиенти кои што си доаѓаат на време и немам видено, но претходно сум работела кучиња, но сметам дека со правилно
информирање и кога еден грумер, бар јас така правам со моите клиенти, нели? Претходно никој не се роди учен, некои имаат за први пат куче, имаат куче затоа што детето сакало, немаат представа дури ни како се гледа. И мислам дека со правилни совети и насоки на еден грумер дека се може да се постигне, бар мене ми успева. Сега не знам. И навистина многу е важно да добиваат правилна информација од некаде. Лошото е што денеска имаме многу социјални мрежи, има многу места од каде што луѓето можат да земат информација, меѓутоа грешните луѓе ги пишуваат информациите. Тој што работи и што знае што прави, тој си ја брка работата, а не седи да пишува на Facebook. Јас навистина се трудам, дури луѓе што не ми се клиенти, затоа што ми се јавуваат на телефон, например, да прашаат дали има слободен термин, ги насочувам, им давам насоки од кога кучето треба да почне да оди на груминг, колку често, каква раса е, но за жал има грумери кои што даваат и многу грешни совети. Мене ми се случувало да видам куче пудла која што на 8 месеци грумерот им кажал дека до 8 месеци не треба кучето да се шиша и крзното, нели, на пудлата не топли, и тоа одгоре облечено на 8 месеци со 20 сантима крзно, со јакна, со нели, облека. Са луѓе што работат со кучиња има јасно што се случува. За жал не знам од каде, нели, доаѓа таа дезинформација, но ако навистина има место каде што се информираат правилно, сметам дека ниту еден собственик нема да си го забатачи така кучето и нели нема да се грижи за него. И кај нас и во Македонија и во Бугарија мислам дека има и од едните и од другите. Прашање на кого ќе налетаат и какви совети ќе добијат. Ако треба да сум искрена, бар јас така мислам. Така. Затоа што јас дури сум поддржувам собственици кои што дома сами ќе си го, јас дури едно време правев семинари за собственици, сами ќе си го шишаат кучето. Им кажувам какви инструменти да си купат, како да работат, не сакаат кој знае каква фризура, важно има кучето да е чисто и да не е заплеткано, совршено. Нема потреба. Кога тој не сака да на него му се свиѓа така како што ќе изгледа, тогаш сите сме среќни и весели. Грумерот не се мачи на 3 месеци да го расчешлува, кучето е срекно, собственикот исто така да. Но мислам дека мислам дека зависи каде ќе попаднат, инаку има и од двете категории, во двете држави, не е ништо поразлично, не е тука многу поцивилизирано или пак Да. И со Асоциацијата на грумери од Србија, кога зборевме истата ситуација, многу моје мислење е дека луѓето најголемата грешка, собствениците или идните собственици, ако има некој што не гледа или познава некој што ќе биде еден собственик, мислам дека најголемата грешка се прави од старт при изборот од каде ќе купам куќа. Мислам дека луѓето се водени многу од економскиот аспект, да е што е поевтино, и не сваќаат дека тоа поевтино стварно чини многу поскапо. Мислам, реално не постои шанси да купите ефтино куче, а тоа да се покаже ефтино во целиот свој живот, затоа што ќе го купите од лошо легло, многу често не одговара на расата, на карактеристиките, многу често се инцести, зборам за тие големи фармери, тие штанцери на расни кучиња за многу ефтини пари, каде што не го знаете точно ни потеклото, ни реално генетиката на кучето, и многу често се случува да има тие здравствени проблеми, гарантирано проблеми во однесување и така натаму. Многу ја гледаме разликата на луѓе што купиле куче од некоја фина одгледувачница, затоа што самиот одгледувач ги дава правите насоки и правите информации, како што кажа Ана Преска, значи он те советува у старт, ти кажува чекај, сакаш да купиш ваква раса, дали ја познаваш расата, дали ги знаеш предностите и маните. Еве ја ќе ти кажам за мојата одгледувачница, за моите кучиња. Значи стварно ќе те воведе, затоа што тоа се луѓе кои го прават тоа од страст, од љубов, секако финансискиот дел дека е важен. Ама вреди, тоа што ќе купиш вреди, и после тоа со текот на неговиот живот ќе видиш дека на 15 години, 12, 13, независно,
дека тој трошок у старт скоро и не постои. Зборам на дневно ниво, не менува ништо дали 150 или 147 денари ве кошта куќето на ден, зашто најскапа ставка е сепак храната. Мислам тука многу луѓе потврлаат во првичниот совет кога си го купуваат куќето, не го купуваат од луѓе што им даваат веродостојни совети околу расата. Јас сум имал многу, како Ана што кажуваше, каде што тој што му го продава куќето му каже уживај, ќе го шишеш на 10 месеци, на година и така натаму, доаѓа или не се бања, не знам, до 6 месеци не треба да го избања и така натаму. И тука е више ланет, некад од ветеринарниот доктор, некад од грумер, значи лоши совети може да се акумулираат. Ама најпрвин добриот совет треба стигне од добриот одгледувач, што дури некогаш и не продаваат ако не ја познаваш расата. Така е. Во принцип, да, луѓето што одгледуваат правилно кучиња, што ги размножуваат, не има идејата само да ги продадат и да се оттарафат, нели, да земат пари, а навистина внимаваат на кого. Прво тие прават интервју на луѓето што треба да го продадат куќето и се грижат за нив и затоа даваат правилни насоки, затоа што нив име грижа за тоа кученце. Меѓутоа, пак кажувам, ти може и да најдеш на улица куче. Еве, нели, наоѓаш кученце на улица, не знаеш какво е, мало е, после ќе почне расте крзно, треба да оди на грумер. Самиот ти ќе видиш дека на 3 месеци тоа куче е заплеткано, мириса лошо, не можеш да го расчешлаш, ќе отидеш, ќе се, ако се интересираш, мислам дека навистина ќе најдеш. Само да не слушаш совети во Facebook групи од некој што не знае, навистина да се потрудиш да најдеш правилна информација. Апсолутно. Ние имаме тука асоцијација на стилисти за миленици, имаме кинолошки сојуз, што е многу голема институција. Има ветеринарни доктори, значи ајде не мора у ветеринарна комора, ама барем ветеринарни доктори има навистина многу. Така да има од каде од директно од професионалци, да не збориме дресери, одгледувачи и така натаму, значи цела индустрија. Ќе се најде некој човек да му има доверба, веќе да го насочи кон правилни луѓе, кон правилна информација и така, само што треба пак е прашање на одговорност на самиот собственик. Да. Така. Ме интересираше, Ана, сега Приеска ни кажа 34 години, сега те прекинав, тогаш се свртевме на мојаветот со возраста дека можеш да смениш кариера и така натаму. И ти кажа дека во Србија се обиде да имаш некоја обука, виде дека фактички многу време ќе ти одземе и многу поспоро и подоцна ќе станеш, да кажеме, ќе можеш да живееш од ова. И се одлучуваш после тоа и мислам дека тука не го објаснив во тој момент, ама интересен е да го слушнат луѓето. И после решив дека треба да најдам начин да се научам во Бугарија. Имаше тоа е центар за професионална обука се води, кој што каде што се обучуваат кинолози. Беше на 80 километри од Софија, беше многу смешно затоа што тоа е еден возрасен човек, кинолог, кој што си направил центар за професионална обука и јас му пишав, се договоривме и јас после работа во петок вечер, декември месец, ладно, студено, темно, ќе одам на 80 километри од Софија во едно село да станувам грумер. Стигнам во селото, телефонот нема мрежа, не знам кај се наоѓам. Една порта, една огромна така ограда висока. И како и да се најдовме со човекот, јас одев сабота и недела, реално тоа беше теорија. Тоа е тој ти ми диктира. Анатомија на куче се учи како се распределени расите на кучиња, нели има по FCI, по темперамент, по различни. И реално кај него го научив теоретскиот дел на кинологијата и на грумингот. За жал таму немаше практична работа затоа што немаше можност, немаше кучиња. И завршив таму со тоа како заштита на дипломска работа со комисија ветеринарни лекари. Беше околу 3-4 месеци, но 3-4 месеци само викенд, затоа што јас се уште работам на старата работа, си одам во старата фирма. И заврши тоа и јас пак ништо не знам од грумингот, треба да најдам место каде што ќе пипнам куче, ќе пипнам инструменти и имаше, може и уште да има, не знам, ветеринарна клиника во
еден трговски центар во Софија, тоа е на така малку по надвор од Софија, на околоврсно они го викаат една обиколница. Отидов таму и ги прашав, може ли јас сабота и недела да доаѓам тука и да шишам кучиња? И тие без пари, не сакам ништо, само да доаѓам да можам да се научам. Таму беа ветеринарни лекари кои што шишаа кучиња и ми рекоа, тука нема кој да те учи, ама ако сакаш, доаѓај, супер. Место они да работат, ќе работам јас. И така и беше сабота и недела, кога не одам на работа, одам таму, они ми запишуваат по 2-3 кучиња, имаат хотел за кучиња и реално кучињата што се во хотелот, пред да си ги земат стопаните, треба да се избањаат или треба да се ишишаат. И мене ми беше одлично. Сепак имам куче, во меѓувреме сепак треба да најдам грумер кој што ќе ме учи да шишам. Имаше 3 салони во Софија на кои што им пишав мејл дека сакам да одам да работам буквално без пари, да им помагам само и само да се научам. И се сврза со мене на грумерка, тоа можеби е првиот грумер во еден од првите во Бугарија. Она работеше во една продавница за миленици како грумер и јас ја замолив ако може да ме сврзе со собственикот на продавницата за да ја напуштам работата што си ја работев, да работам продавачка во продавницата за да можам да се учам, да сум тука околу нејзе. И првата реакција беше ти си луда. Како и да е, нели, напуштив работа, почнав да работам продавач консултант во продавницата и кога она работеше по 3-4 кучиња на ден, јас бањам, чешлам и ги подготвувам кучињата максимално колку можам и така да се поднаучам. Тоа беше некаде околу 6 месеци и веќе после 6 месеци почнав да работам јас како грумер. На почеток работев кучиња кои што немаат потреба од шишање, да речеме померан или самоет или нешто кое што треба да се избања, да се исчешта и малку да се оформи. Шепи нешто уши. Постепено и некаде година и пол бев веќе грумер кога почнав да работам пудли, имав еден модел, тој сега е на 12 години, првата пудла што сум ја шишала, завчера го шишав, Оги, и него си го зимав во слободни денови, одев на работа и почнувам од 10 го бањам, го чешлам и почнувам да го шишам. Нема потрпеливо куче. И така полека реално сама се учев, гледам, после пробувам. Некаде веќе на втората година си купив моето куче, едното од моите кучиња, ево го тука доле спие, Нора, и веќе почнав на нејза да се учам. Почнав да шишам и клиенти и реално постепено некако не знам, сама одам на семинари, гледам видеа, пробувам. Секогаш имам модели, обично имам модели од секоја раса на кои што можам да тестирам некои работи, експериментални. И обично тоа се кучиња кои што потполно бесплатно ги работам, затоа што сепак треба на некој да се учам. И така полека, не знам, сметам дека кога еден човек сака да научи нешто, ќе го научи, ќе најде начин. И са нормално, грумингот не е работа која што веќе си се научил и тука сега ќе застанам, нема повеќе, секој што е мода, како во се друго. И таму има мода, одиме на семинари, одиме на надпревари, гледаш како работат другите, докаде си, да можеш да се ориентираш, нели? Треба ли да поработиш малку повеќе или може да застанеш да се одмориш. Меѓутоа тоа е веќе ако ти е интересно, не ако не сакаш да работиш специјален груминг, изложбен груминг, тогаш може да си работиш и 5 груминг, пак таму да се надоградуваш во такви фризури. Не е нешто комплицирано, дури сега е многу полесно затоа што има многу повеќе информации. Јас кога се учев немаше никој, сега има и многу повеќе семинари во Софија, онлайн семинари, можеш да си купиш видеа каде што се учиш. Тогаш буквално немаше ништо. Јас си порачував од Лондон книги да ми ги носат за да можам нешто од нешто да се научам. Меѓутоа пак кажувам, ако човек сака, мислам дека може на се да се научи. Да, апсолутно. И сега значи стигна до ајде. Извини ти. Значи за било која професија е исклучително најважна едукацијата. Ние тоа пробуваме да го промовираме.
без разлика која е, значи што и да е, од најосновна до најтешка до најкомплицирана, едукацијата е основна и најважна. Значи ти си можела, нели, чисто почнувам така како ме води текот, така ќе си работам, меѓутоа не си од самиот старт, значи прво теоретска настава, значи едукација, потоа книги едукација, семинари едукација и ден денес, значи се уште константно едукација. Да. И секогаш гледам да учам од луѓе кои што навистина знаат што прават. Не само да гледам некои видеа, а грумери кои што навистина постигнале нешто во животот. Јас дури кога требаше да изберам со која козметика да работам во салонот, клучно беше да гледам во позадина, не што рекламира грумерот, а во позадина со што работи, затоа што е многу важно. Русите имаат многу напредна груминг култура и едни од најдобрите лектори и грумери се руси. Живеат насекаде во светот, има во Германија, има во Италија, но навистина таму културата е многу на ниво. За жал јас руски не знам и тоа ми е многу голем минус. Не можам да си го простам дури, но навистина треба човек да се учи, да се едуцира, инаку не така ако си седиш сам и нешто си фантазираш, мислам дека многу побавно ќе се случува или пак нема да се случи воопшто. Така. Кажи ми сега, значи кога почнуваш, ти сега стигна на ниво каде што одиш и на меѓународни надпревари. Во кои држави се имаш надпреварувано, освен Бугарија, каде што имате, предпоставувам, интерни надпревари, дали има меѓународен карактер на надпреварите? Значи, грумерите имаат една европска груминг асоциација и има една интернационална груминг асоциација. Обично тука ние се движиме со Европската груминг асоциација. И јас, за жал, не можам да стигнам да одам на толку збиднувања колку што сакам. Сум била во Романија, сум била во Шпанија, дури веќе не ни памтам, ако треба сум искрена, кај се сум била. Човек не треба да стигнеш ти некое ниво за да одиш да се надпреваруваш. На тие надпревари може да се пријавуваат и луѓе што се наполно почетници. Апсолутно може 6 месеци само и си има категории за секој ниво. Убаво е да се оди затоа што кога ќе исполниш фризурата, комисијата што проаѓа, тие се тројца судии кои што секој одделно проаѓа и те коментира, секогаш има што да научиш. Плюс на такви збиднувања доаѓаат многу добри лектори и судиите, ако се или други грумери, има многу убави семинари за различни раси, за различни фризури и за реално ти за 2-3 дена можеш да научиш многу работи. Не е само за да одиш за да победуваш или не знам да добиеш нешто, туку се едуцираш. Тоа е повеќе како за едукација. Ако нели добиеш некоја награда, е супер. Они си имаат таму категории, си собираш поени и е добро е затоа што во еден момент можеш да стигнеш до многу високо ниво, можеш да станеш судија на груминг надпревари, но сега тоа веќе ако на некој му е интересно. Тука исто моделот е многу важен, нели треба да имаш многу добар модел за да... Па треба да имаш куќе кое што го познаваш, тоа не е само да земеш куќе и да го ишишаш некое непознато, туку убаво е куќето кое што го работиш да му познаваш анатомијата за да можеш да го направиш веќе да си го шишал неколку пати. Тоа треба куќе, обично се куќиња кои што се научени, треба да стои долго време. Самото шишање не е многу долго, зависи од големината на куќето, некаде околу 2 сати, сат и пол до 2,5 сати, зависи од расата и од, нели, но додека почне треба да поминат судиите да ти го оценат прво како е подготвено куќето, затоа што подготовката на куќето за фризура е можеби 80% од грумингот. Ако куќето не ти е избањато како што треба, ако не ти е исчешлано како што треба и влакното не е наместено, секое влакно на своето место,
нема како да го ишишаш реално куќето правилно, или пак кој да го ишишаш на следното бањење, тоа ќе изгуби формата. Така да тие прво поминуваат да ти оценат подготовката, работиш 2 сати и после тоа чекаш да поминат да те оценат секој одделно, нели, уште еднаш, и е многу е тешко, напорно е и за луѓето и за кучињата, затоа што треба да стои, треба да го проверат, многу време се изморуваат. Треба да е куќе кое што навистина е навикнато, но обично изложбени кучиња што се носат на изложби, веќе се тренирани и на нив име спијат, одмараат, не ке легне на масата, не е нешто да го фаќа паника и да е кој знае каков стрес. Се учат, не е нешто што нешто па толку страшно да си најдеш модел. Дури има и ако не можеш да патуваш затоа што јас едната кучка ми е малку поголема и не може да патува во авион со мене горе. Да речеме, тие што не можат да си однесат куќе на преварот, може да си изнајмат. Исто се изнајмува куќе и така. А дури има и на превари со кукли, не е само и со вистински кучиња, туку има категорија каде што се прават со шишати куклички. Кажи ми, спомна дека вашата работа реално е и физичка работа, значи се стои, се наведнувате, правите акробации од сите страни, значи се тоа. Ти се случило ли да те гризне некој од кучињата на кои што работиш? На учениците кои што кандидатите ученици, значи тоа им е првото нешто што им го кажувам, да ми се случило и тоа не еднаш. Човек што сака да работи со животни треба да е спремен дека не 100-200% ќе го гризне некој. Да. Јас имам белек од каснување на куќе, од куќе кое што го работам од бебе, од 3 месечно доаѓа на редовен груминг секој месец. Куќето беше готово, јас веќе го имав ишишано, дури тоа куќе денес го давам на учениците за модел. Послушно, исполнително, куќе, не знам што му бидна, веќе беше при крај, да, се сврта и ме гризна. Не, ако се плашиш, те осеќаат и уште помалку слушаат. Треба, тоа е единственото можеби нешто што не може да те научи некој, како да го контролираш куќето и како да го читаш поведението на куќето кога е нервозно. Едно исто куќе во различен ден може да има различна да не е расположено, различно да е расположено за груминг. Апсолутно исто како и нас, значи да, тоа се животни, меѓутоа дозволено им е тој ден да не бидат расположени да посетат груминг салон или да бидат концентрирани да се заврши целиот тој процес, но многу е важно сите што работат со животни, не само што работат и што чуваат животни, да ја научат природата на животните, да се спремни дека може да имате и такви инциденти и ако се случат да знаат како да постапат. Делам за било кој, не само за сите ние што работиме со животни, туку и тие што се чудите собственици, што само ги имаат како миленици. Обично куќето никогаш не каса без причина. Значи секогаш има некаква причина, некогаш ќе разбереш, некогаш не. Може да не си ти факторот кој што го предизвикал, може нешто тропнало, чукнало, го исплашило во моментот. Меѓутоа, ако седиш, ако си сконцентриран и ако го следиш што се случува, мислам дека многу помалку ќе се случуваат инциденти, затоа што можеш да реагираш. Така. Има една многу убава професија кај нас не е позната многу. Изборевме со тебе, Ана, за хендлер. Мислам ти ми кажа за во Бугарија дека има и баш мислам многу ми се свигаше тоа што го кажуваше ти дека твоето сопствено куќе дека хендлерот кога го зима и го внесува во ринг покажува максимум од својата убавина, од начинот како да се трансформира едноставно. Дали може малку повеќе да ни кажеш зашто има доста луѓе што не ни познаваат дека постои таква професија и како тоа изгледа? Хендлер е хендлер е човек што води кучиња на изложба.
Значи за едно куче да направи изложбена кариера, тоест да се представи така добро на изложба и да може да собира повеќе титули, не само да отиде на изложба колку за да зема оценка за да може да се размножува легално, туку ако веќе сакате да му градите кариера некаква, да стане многу познато и со многу титули куче, обично се грижи грумер за него, ако има потреба, се разбира, ако не е некој со кратко влакно, и задолжително треба да го представи човек што знае како да го представи, тоест хендлер. Тоа си е занает кој што за секоја раса има одредено темпо на движење, одреден начин во кој што кучето ќе се постави за да може да се представи пред судијата на изложба во најдоброто светло. И кучето треба да се запознае со хендлерот, обично се луѓе кои што навистина кучињата многу ги сакаат, затоа што треба да се расположени, не треба да е потиснато кога ќе оди на изложба, треба да е весело, да му е пријатно, да се радува. И обично се луѓе што им дозволуваат се и навистина многу се забавуваат со нив и играат, им фрлаат топки за да може кучето да не да му е пријатно самата изложба. И тоа многу важно за едно куче на кое што сакате да му направите кариера, да има хендлер, да не го носи. Дури и моите кучиња се водат од хендлер. Ако јас ги изведам во ринг, ќе изгледаат можеби малку смешно, а пак кога ги води тој, кучето има навистина различно се движи во рингот. Да, Така на грациозност. Да, треба самото поставување, јас не им ја знам работата, меѓутоа самото поставување на поводот изложбен, на позицијата на поводот го тера кучето да оди по определен начин. Темпото со кое што ќе се движи човекот и ќе го тера кучето да оди побрзо или побавно, исто има многу голямо значење. Така да тоа е многу за кариерата на едно куче, тоа е многу важен човек за изложбите. Би требало, мислам дека и во Македонија има хендлери, јас бар Има, да. Да. Има, не е да. нешто. Има хендлери дефинитивно, некогаш и самите кинолози ја превземаат функцијата на хендлер, зависи кога како, некогаш и најмуваат хендлери од странство и тоа го има видено на некој од изложбите. А меѓутоа има дефинитивно во рингот се приметува, нели. И хендлерите и кучињата заедно многу поелегантно и пограциозно изгледаат. Да. Тоа е многу интересна професија, многу од тие се луѓе кои што навистина облечени во едни специјални костими, многу убаво изгледаат, не е сега тука да облечеш фармерки мајца и да одиш да го носиш кучето на изложба. И пријатно е за гледање. Има многу големи изложби, многу познати изложби, каде што навистина таму веќе нормални луѓе, собственици или не ги водат кучињата, секогаш се изведуваат од хендлер и облечени се елегантно. Навистина е спектакл, не е само така на некоја ливада да притрчуваат кучиња, е многу интересно за гледање. И сега ти чуваш пудлици, како што и видовме и слушнавме, како падна изборот баш на таа раса? За пудлата е раса, тоест пудлата има тип крзно кое што на грумерот му дава најмногу поле за изјава, да може да работи. Затоа што таму можеш да правиш најразлични форми, да си играш со формите. Реално другите раси имаат определена една фризура и тоа е. Не можеш да мрдаш многу лево десно, додека пудлата има најмногу најмногу размери, најмногу големини на самото куче, затоа што се тој мини, средна и голема стандардна пудла, така да можеш да многу бои се,
имам голем спектар на бои на крзното и реално секој може да си најде куче, дали сака големо, дали сака мало. Крзното, пак кажувам, трпи многу работа. Значи можеш да го боиш кучето, можеш да си правиш некакви авангардни фризури, можеш да го спремаш за изложби. Таму најмногу може да пројавиш мајсторија, така да кажам, и најмногу реално човек што може да направи пудло, обично може да направи се. Најтешко е. И најмногу заради тоа. И карактерот име нема, јас пред да сум чувала многу кучиња. Пред да земам пудла, ми вика нема друго куче како пудла. И викам колку па да нема куче. Нели ќе трчка по тебе, ќе те слуша, ќе играш со топка. Навистина нема друго куче како пудла. Јас пред многу години работев во еден голем тука мол во Бугарија, каде што продавницата беше без врати. Само разликата беше во линијата на подот на продавницата и на ходникот по кој што се шетаат луѓето. Кучето одеше точно до линијата. Јас работев во сосема друга просторија, она ќе излезе, ќе отиде, ќе види, оди до линијата и се враќа кај мене. Не излегува да бега. Значи исклучително. Па да, јас не мислам дека има глупави кучиња, меѓутоа тие се кучиња што сакаат да комуницираат со луѓе. Тие затоа и толку време може да трпат, да лежат, да ги чешлаш, да ги уживаат во процесот. Не има малтретирање, затоа што за да одгледаш крзно на една пудла за изложба е многу труд и време. И кога тоа куче ќе го избањаш, ќе го исчешлаш, тоа треба да лежи уште 1 сат за ти да можеш да ја врзеш косата на главата и на вратот, за да може да не се плетка. И ако е некое, може би друго куче нема да има такво трпение, а ние им ставаме ни перничење и спијат, после не можеш дури да ги разбудиш. Самото внимание од човекот им е пријатно, им е важно. На пудлата е важно да е до човек. Тоа е единствениот, може би, на кусур, така да речам, мана на кучето, што не може да биде без собственик. Јас сега во моментот зборам од цел стан, тие се едната од едната страна на фотелјата, другата на другата. Така. Да, ние запознавме исто и одгледувачници од Србија, каде што имаат alert dog, исто така пудлици кои што ги користат за превенирање кога собственикот има некој проблем, например панични напади и така натаму, значи имаше различни типологии и стварно они само пудлици одгледува и само пудлици беа тренирани за такво нешто поради таа блискост и чувство, анализа, не знам, каде што можат навистина да помогнат. Јас кога го земав првото куче, беше малечко, на 5-6 месеца, уште работев, нели, во друг салон, нели, не во мој собствен. И тоа беше со продавница за домашни меленици. И влегува една клиентка со Акита. И цел ден оди жената, го тренира кучето со награди, седни, стани, легни. И влегува во продавницата и зборуваме нешто, а моето куче седи пред мене и ме гледа во очите, во устата. Што зборувам, таа ме гледа, ми вика, леле, јас вика цел ден одам со награди за да го постигнам, вика, ова што твоето куче ти ништо не му правиш, а тоа седи ми вика и те гледа. Сакаат контакт. Да. Кој е твоето мислење за дали сметаш дека постои 100% хипоалергено куче? Не мислам, тоа е потврдено дека нема хипоалергено куче. Нема куче што, значи, нема куче што не му паѓа крзно. Разликата е во тоа што крзното што е како што имаат пудлите, тоа е виткано крзно. Таму самиот фоликул од кој што расте влакното има подолг живот. Тоест, ако еден голден, да речеме, ретривер, си го менува крзното 4 пати во годината, пудлата го менува на 4 до 7 години. И затоа може да постигне таква должина самото влакно, но сепак паѓа некакво крзно, меѓутоа ние кога ги чешламе, кога ги бањаме редовно, кога ги четкаме, реално
мртвото крзно паѓа и не паѓа дома како што од другите раси, но не е само хипоалергеноста во влакното, туку и во плунката, во кожата, во првото кој има кучето. Тоа зависи веќе од колку е човекот алергичен на животното. Знаеш, постои една таква небулозна перцепција кај луѓето дека подлиците, малтезерите, бишоните дека се хипоалергени кучиња. И ден денес има луѓе кои што ќе се решат да земат да станат сопственици на такви раси затоа што се хипоалергени, иако не се. Така да ме чуди, знаеш, дека се уште има такво мислење, иако одамна веќе се знае, нели, дека апсолутно не постои 100% хипоалергено куче, само ова многу убаво го објасни, баш токму како што е. Меѓутоа се уште кои не и покрај карактерот на сите овие кучиња и обврските околу нив, реално, еве во поглед на грумингот, овие кучиња многу почесто треба да се третираат и стилизираат, но сепак ги земаат поради фактот што сметаат дека се хипоалергени. Па потоа, нели, ќе се јави алергија, дали кај детето, дали кај поздравниот сопственик и после тоа нов сопственик и така натаму. Така да си уште тоа е насекаде така, пак се враќам на претходно што кажав, лошото е што информациите имаме многу места каде да се информираме, меѓутоа тој што ги пишува информациите обично најнекомпетентниот, тие што навистина си ја знаат работата. Јас кога ми се случувало луѓе што сакаат да купат куче, да дојдат во салонот, јас слободно ги оставам да седат додека работам, да пипаат кучиња, да ги гушкаат моите кучиња, објаснувам, пак стигнуваме до тоа. Треба човек некој да го информира правилно, некако не знам да најде начин да му ги објасни работите. Мене ми се случи една повозрасна жена влегува во јас работам, мојот салон има и ветеринарна клиника едно до друго и влегува и ми вика јас сакам да си купам пудла, од каде да си купам, како и јас почнав. Знаете ли дека треба да оди на груминг на толку и толку, вака и вака, и таа ќути и на крај ми рече: "Ох, ама вие ме откажавте", вика. "Фала многу, пријатно." Затоа што јас можеби некој пат на луѓето им звучам грубо, малку сум директна, но навистина не го правам со лошо, туку многу е подобро да ги знаат сите работи, отколку после да се чудат што да прават со кучето и да му бараат нови собственици. Сега кој не ми верува, да се снаоѓа, не знам. Да. Имаш соработка исто така со една многу убава одгледувачницата на Стела, која е одгледувачница специализирана за пудлици, и ќе имаме среќа да ве видиме и тебе и Стела во вторник во 19 часот во Public Room, каде што ќе имаш предавање, значи ти и Стела и Габриел Стибел исто така го поздравуваме, нашиот интернационален кинолошки студија. Ќе имате излагање околу подлиците, значи од кинолошки аспект, од груминг аспект, од аспектот на тоа како правилно се чува и што значи да имаш пудлица и така натаму. Ќе имаме убави гости, ќе имаме председателката на Груминг Федерација од Србија ќе ни биде гостини, доста професионалци од Македонија, не само грумери, туку ќе има навистина можеби од сите сегменти од 5 индустријата, можеби не толку поврзани со подлиците, меѓутоа поврзани со 5 индустријата ќе бидат присутни да ве слушаат. И така малце околу Стела, ако можеш да ни представиш околу одгледувачницата, нејзина сериозноста, начинот, како функционира. Значи, тоа е првата, можеби, одгледувачница во Бугарија. Пламен Бачовски и Стела Рајчева, нели, двајцата се, они се одгледувачи. Разделени се така што јас така и се запознав со Пламен. Првото куче го купив од него, така се запознавме и веќе сме многу долго време пријатели. Покрај Пламен ја запознав и Стела. Дури мислам дека е првата одгледувачница во Бугарија, веќе 20, може и над 20 години.
Они двајцата се разделени во, затоа што кажав, пудлата има 4 големини и многу бои и обично една одгледувачница одгледува една боја и една големина на куче, не може да ги произведува сите Само бои. една сериозна одгледувачница. Да. За жал луѓето денес многу го мешаат. Тој термин е многу злоупотребен, одгледувачница, и буквално, значи има фармери, штанцери и така натаму кои што се прокламираат како одгледувачници или не знам, едно семејство направило едно легло и сепак многу маткотрпна работа и на долг рок е нешто, еве како што кажеш, извините прекинав, ама стварно е убаво тоа што го кажа, дека се специјализирани, намерно се одвоени затоа што е не само што е само од пудла, него плюс тоа е пудла од таков тип, од таква боја, за разлика од многу места каде што многу луѓе еве што не слушаат сега и би купиле утре куче и ќе отидат и имаат избор, сакаш пинчер, сакаш лабрадор, сакаш и све има тука човекот, значи стварно е нонсенс. Може еден одгледуваш да одгледува повеќе раси, не е кажувам дека не може, тоа е повеќе некако не знам морална одговорност. Пак може да е со сите салтанати одгледувачницата, меѓутоа кучињата да има, тоа зависи тотално од луѓето. Меѓутоа една одгледувачница од таков ранг како нивната немаат постојано на лагер кучиња, туку се раѓаат 3 кучиња на 2 години. Так. И навистина Сигурно имате листа на чекање, претпоставам, не да, и интервјути прават и да видат кои да, не даваат куче, со обично треба да е со препорака човек, доаѓаат, се запознаваат прво со семејството, да видат дали се случува и да не дадат куче, да не го одобрат семејството, да не им се свиѓа. Не брзаат да ги продаваат, така да речам, да се оттарасат од кучињата. Меѓутоа, нивната идеја е да навистина да создадат куче кое што ќе биде типично за расата, тоест да има типичен карактер, типична анатомија, крзно, нели, навистина кога некој ќе го земе да знае дека си земал тоа што треба и да е здраво куче. Пламен се занимава со мини црни и кафени пудли, а Стела се претходно имаше стандардни пудли големи, сега има црвени мини и средни. Така да се поделени, така да речам, секој во неговата, но сепак си соработуваат, се консултираат, не е нешто, одгледувањето, размножувањето поскоро на кучињата е цела наука, тоа не е како сега тука машкото и женското куче, двете се иста боја и ние тука сега ќе ги спариме и ќе се родат кутриња. Туку навистина гледаат плусеви од едното, минуси кај другото, да може да се создаде поколение кое што ќе биде поубаво од родителите, така да кажам, за да може да има успешна врската на кучиња. И навистина тоа е многу труд, многу работа. Луѓето си мислат дека ќе се родат кутрињата и веќе готово си го решиле проблемот. Јас Пламен еднаш ке му тепаше затоа што кога моите кучки раѓаат кај него, но тоа е, седиш буден по цела вечер, спијат до креветот со кучињата, секој ден кучињата се мерат на вагичка, дали качуваат грам, дали напредуваат. Не е едноставна работа, ако не има, Стела имаше во еден момент многу кутриња од едно кучило, треба да ги прихрануваш, треба да се грижиш за нив. Има обврска, ти 3 месеци си врзан дома и се грижиш треба да ги социализираш правилно, треба да почнеш да ги подучуваш на груминг. Јас кутрињата се 20 дневни кога почнувам да одам кај Стела да бричам муцка, шепи, им пушта звуци, да тропка, да шушка, си имаат они, нели, си ја знаат работата. Се бањаат веќе на 30 дена, почнуваат да се шишаат, има грижа, не е само да се родат некакви кучиња. Стекнување на навики, значи ова е стварно вметнување на културата, социализација, еве груминг култура и стварно тоа куче те мерак да работиш кога ќе ти дојде, за разлика од друго кое, како што кажа преска, не било шишано 10 месеци, прв пат доаѓа, кутрото не е криво за ништо, значи оно доаѓа, исплашано е све,
не било навикнато, Да, не било научено. даваат стварно е насоки тешко. многу, навистина советуваат, не само што во моментот, туку после им седат на располагање цел живот додека куќето е живо, на располагање на собствениците за совети, за консултација, се што треба, и мислам дека секој добар одгледувач постапува на тој начин. Да, бидејќи го има и емоција, мислам не е само професионалност и сериозноста, него и емоцијата. Он го породил, да кажеме, стварно му ги дал тие прогледале очиња, го виделе меѓу првите нешта живи битија што ги виделе, тој одгледувач што го виделе тие очиња на кутриња, и реално има таа поврзаност с емоции. Ние имаме и клиенти кои што ќе направат легло дома, ете владеат уште тие мислења дека кучката е добра еднаш барем да се породи или мажекот еднаш да спари, така натаму. И после им е многу тешко да ги дадат, продадат, мислам да се одвојат. И многу често ни се случува да има едно и викам, сега ќе закажам за 4, викам, како за 4, викам, вие едно куче, па не, вика, ја спаривме, ама вика, не можам да се разбалам од малечките, и стварно е, мислам, тоа треба да се земе упред. Јас никогаш нема да можам да работам таа работа, и обично кога ќе се собереме, затоа што ние многу се дружиме, и јас цело време коментирам негативно, што не сакам, некако не ми е пријатна целата ситуација на кутриња, страшно ми изгледа. Но еднаш ми рекоа, ако не сме ние и нели ако не раѓаа нашите кучки, ти немаше да ги имаш твоите кутриња, така да за нив тоа е многу за нив тоа е многу позитивна емоција, но пак кажувам, за секоја работа си треба љубов, како што јас сакам да шишам, да чешлам, имам трпение цел ден да се занимавам со тоа, така и они, но навистина се луѓе кои што имаат многу знаење во нив, и покрај тоа пак и они цело време посетуваат, гледаат, слушаат, се консултираат со луѓе што знаат многу повеќе од нив. Не е како сега ние тука 20 и кусур години се занимаваме со кучиња и готово го постигнавме врвот, а напротив, ден денес секој од нив си има, така да кажам, ментори со кои што се комуницира, кои што навистина се многу Тоа е многу високо, тоа е доблеста на успешните и квалитетните луѓе кои што секогаш никош не се задоволни од тоа, затоа што стварно во еден момент што и да еве и човек и фирма или било што, во еден момент кога ќе каже сега е добро, па уствари нареден степ, нареден чекор е опаѓање, уствари нема веќе раст, нема прогрес, нема напредок, значи нема еволуција и така натаму. И особено кога мислиме дека све знаеме, дека сме најдобри од сите, во тој момент уствари ние си ги поставуваме бариерите и не можеме. Ми се извини Искра, може имаш некој прашање постеш, ама само уште едно ќе поставам и стварно више не поставам прашања. Малце ја монополизира Ана. Ме интересира моментот со Стела, која што исто така, ако добро разбрав, е иницијатор, креатор на еден од најголемите, не е тоа шелтер, тоа е, како ќе го наречеме, место каде што има многу бездомни кучиња. Македонски не знам како е, можеби е стационар, не знам. Стационар, еве да речеме. Да, тоа е на бугарски се вика приют, затоа што ги згрижуваат. Тоа значи да го згрижиш, да приютиш некој да го згрижиш. Ајде Искра, помогни ми со вокабуларот, како би било можеби најправилно. Прифатилиште, иако ние тука го користиме шелтер најмногу, зборам за тие шелтери што се приватни. Инаку официјалните јавните претпријатија се стационари или прифатилишта. Јас го гледав сајтот, мислам дека навистина во Македонија, барем не сум видел, дај Боже да има и многу поубави, подобри и поквалитетни и така натаму, не сум видел, не сум запознаен. Јас со тоа што го видов на сајтот на Стела, мислам навистина е стварно од благосостојбата на животните, навистина не треба ни да одиш да провериш. Едноставно кажам. Тоа го имаат направено од нулата. Стела е човек кој што навистина многу се грижи за животните и навистина е какво и да е, дали ќе биде бездомно или неизино
произведено куќе, гледа да му го најде најдобриот дом. Дали ќе биде куќе, дали ќе биде мачка, дали јас не сум да она ќе ви раскаже многу повеќе, меѓутоа тоа е пред можеби 10 години кога од нулата, од ништо прават место каде што ќе можат да ги згрижат сите бездомни куќиња, дури мислам дека не е само куќиња, затоа што стел има една слика со едно прасенце. Фарма, фарма има, да. Да, можеби голем број, не можеби туку голем број од сите тие куќиња имаат проидено низ незиниот дом, за да ги гледа, да ги социализира, за после да можат да ги пратат во странство и да им најдат навистина прекрасни собственици. Нима раскажувано многу приказни, навистина многу трогателни приказни, каде што има пример куќе и мачка кои што живеат заедно и ги праќаат специјално во едно семејство да си живеат заедно. Ден денеска следи луѓе кои што пратила куќе таму и навистина било многу голема борба за да се создаде тоа што сега веќе го гледате. Тоа е направено од мислам дека било штала за напуштена за крави, не сум многу сигурна, меѓутоа со донации, со навистина многу труд и лична, како да кажам, жртви го имаат создадено. Повеќе не се занимава со тоа, не затоа што не сака или нема време, затоа што емоционално ја истоштува, затоа што навистина има ужасни работи, нели, видено и преживеано. Меѓутоа се имаат надминато и навистина сега е тука има во Бугарија многу такви прифатилишта за куќиња, меѓутоа тоа е едно од најголемите и имаат направено дури систем кој што го следат и други во надвор од Бугарија прифатилишта по нивни стандарди, така да кажам, работат. Да, апсолутно се гледа, бидејќи знаеш мене што ми се допаѓа многу кога ќе ја видиш професионалноста на која што пристапуваат кон расните куќиња кои што ги одгледуваат подлиците и како они тоа го прават сериозно, може само, мислам, не може да биде поинаку и на ова ниво каде што навистина ќе се посветат и ќе го направат тоа точно, да знаат точно каде ќе заврши тоа куќе, исто како што прават со сопствените куќиња кои што, како што кажат, и ги произведуваат, исто и со овие куќиња кои што им се при срце, сакаат да ги следат и да видат дека ете можеби и дури и повеќе од другите, бидејќи другите имаат големи шанси добро да завршат, еве овие исто така супер што имаат таков начин. Во Македонија има, тоа сака како последно прашање и више Искра микрофонот е твој. Во Македонија има голема, да кажам, не е тоа спротиставеност, туку напумпано, не знам, вештачки, ајде да кажеме, создадена атмосфера, каде што тие што се луѓе што се бават со шелтерство, со вдомување и така натаму, систематски се опоненти, они самите, овие сорасневи, не сум видел дека нешто имаат као некој можеби има, не знам, не сум приметил, меѓутоа знам дека систематски се напаѓани тие сорасните, дека се продаваат, се купуваат, зашто, па може да вдумеш и така натаму. А овде е спој на двете, кој што функционира безпрекорно, затоа што ги земале добрите елементи од едното и од другото и во полза на благосостојбата на... Да, но тоа е затоа што она била таму. Инаку има, тука исто има луѓе кои што... Дали истиот случај, тоа ме интересира. Да. Тука исто има луѓе кои што се против, кои што постојано агитираат, не купувајте, вдомувајте, нели? Да. И јас потполно се согласувам до некаде со тоа, мислам дека Стела исто, но да вдомиш нешто, нели, од улица, меѓутоа да не купиш од фарма, каде што произведува божемски некаква раса, не да не купиш куќе што е тука се мешаат, така да кажам, работите, затоа што се уште луѓето не можат да направат разлика меѓу легална одгледувачница, да, коректен одгледувач и некој кој што произведува куќиња и постојано има на лагер некакви за да ги да. Така да тука исто има луѓе кои што постојано пишуваат.
ние што имаме расни куќиња, за нив сме искомплексирани, сме, не знам, јас си ги мачкам куќињата за тоа што имаат ластичиња, или редовно ме прашуваат, ама нема ли да ги ишишеш, не е ли топло летно време? Нели, секој некако си има... Да, ние имавме скандал, беше еден дечко, стварно мислам обезбеди природно 100% природни фарби од Америка, ги увезе и така натаму, мислам Габриел Фейтоза ги користи, ги лижеше Габриел, нели, за да ги рекламира и каде што ете, например, направи нешто такво и веднаш беше нападнат, значи стварно беше као дека он ја загрозувал благосостојбата на животните затоа што офарбал еден опаш или не знам нацртал срце и така натаму. За жал да секаде ги има, секаде ги има тие луѓе. Во Америка има студии кои што докажуваат сосема обратно, они дури и бездомни куќиња ги им ставаат малце фарбичка затоа што докажале дека емпатијата кон луѓето, интересот, посебно кон стари или болежливи куќиња, да кажеме, сега не болни, ама кои што се истоштени, е многу поголема кога куќето ете представува нека таква карактеристика. Искра, микрофонот е твој. Јас апсолутно се согласувам на оваа тема, значи знаеме каква е ситуацијата кај нас. Мене многу ми е интересен тој спој сега што го кажавме, да, една убава културна одгледувачница на расни куќиња. И од друга страна, шелтер, прифатилиште, стационар, како и да се нарекува, на бездомни куќиња на кои што им се наоѓа правилно одбран дом. И не само што им се наоѓа правилно одбран дом, туку се следи нивната ситуација. Еве како што кажа Стела, константно комуницира со вдомувачите за состојбата на куќињата и разбирам зашто сега повеќе не може да го работи. Тој се согласувам дека е емоционално страшно многу исцрпувачка ситуација. Сите сме се нашле во некои такви ситуации да почнеме да се бавиме со некој вид на активизам и стварно многу брзо се откажуваме затоа што не може секој. И во нашава држава се многу ретки вистинските активисти. Значи ние имаме такви апсолутно, меѓутоа другите не можат, не знаат, не се апсолутно способни, а не можат да го прифатат тоа. Така да убаво што во еден момент Стела конкретно сфатила дека да, јас го создадов, го донесовме на некој ниво, сега го препуштам, да кажеме, меѓутоа да продолжи во правилна насока. Тоа не е само да го создадете, тоа беше борба, тоа било, јас тогаш и не ја познавав, тоа било борба за тотално да го променат мислењето на луѓето, тоа биле огромни кампањи каде што има бесплатна кастрација, имаат направено ветеринарна клиника таму каде што нели луѓето ќе доаѓаат, ќе ги кастрираат куќињата за да може да се реши проблемот на бездомните животни и навистина е решен. А кажи, каква е ситуацијата општо во Бугарија со бездомни животни? Па јас, ако треба сум искрена, за Софија можам да коментирам. Значи, јас кога почнав да живеам во Софија, имаше многу бездомни. Тогаш и беше тој создавањето на тоа, на стационарот, на прифатилиштето, но сега навистина многу е регулирано. Сите куќиња што се фаќаат, се кастрираат, се маркираат и јас дури во населбава тука каде што живеам си има маркирани куќиња кои што се кастрирани, не се размножуваат, луѓето си ги хранат, се грижат за нив, имаат куќички тука пред зградата, не создаваат проблеми. Меѓутоа тоа е, пак кажувам, тоа е за Софија. Сега за другите градови навистина не знам, но ние една година одевме со Стела во Романија, јас на еден надпревар и она ми вика: "Леле, те молам, вика, да купиме храна за куќиња, нели да ставиме во багажник, пошто по пат минатиот пат ми вика кога бев имаше многу гладни да ги храниме." И викам: "Добро, купивме храна, возиме, едно бездомно куќе не видовме." И викам: "Бе, Стела, ти кога беше?" Па ми вика: "Пред 12 години." Па вика си го решили и они проблемот. Нели се гледа, се претпоставувам дека кога во Софија е решен, би требало и на секаде во Бугарија, но навистина е многу... Сега ќе доаѓате во Македонија, треба да си ставите храна во багажникот, затоа што кај нас ситуацијата не е решена. Далеко одрешена, за жал.
Мислам дека можеби едно од покритичните нивоа во моментов, можеби некаде во некој делове средина, меѓутоа баш и по пат и на гранични премини во нашата држава и покрај автопат и секаде се среќаваат бездомни кучиња, некои во подобра состојба, некои во полоша, некои истретирани, некои не, значи се уште е хаотична ситуацијата како и да е, за жал. Да, но мислам дека тоа треба да го луѓето и самото население треба некако да го свати. И законски регулативи дефинитивно. Да, тука исто не е нешто, дали законите државата не е многу, повеќе е од активисти кои што се потрудиле да го решат проблемот. Так, супер. И исто сакав да те прашам, меѓутоа и сама ќе си го одговорам тоа прашање за нивото на ветеринарната медицина во Бугарија, меѓутоа знам дека е на солидно високо ниво, знам за тоа. Еден од најквалитетните и најстарите ветеринарни факултети е во Стара Загора, од каде што излегува скоро секогаш многу добар професионален кадар. Имате во Софија конкретно огромни ветеринарни клиники, знам дека многу тешки проблематики кај нас се уште се испраќаат таму на лекување. Спомна дека до твојот груминг салон има и ветеринарна клиника. Да. Јас реално објектот каде што е салонот си го делиме со ветеринарна клиника и тоа е ветеринарна клиника можеби на еден од најдобрите дерматолози во Бугарија, доктор Стефанова се вика, Моника. Навистина има луѓе што се специализираат и можам да кажам дека ветеринарната медицина е на многу добро ниво. Јас со Македонија немам многу допири, имам многу ретки случаи, меѓутоа не имавме случај на едно куче кое што Стела го, нели тоа е во Македонија од незината одгледувачница. Кучето повраќало, го носеле на ветеринар, ама им рекле да му дават пилешко сорис и толку. Луѓето, пошто ми се пријатели, ми се јавија на телефон и јас им рекол запалете колата и дојдете, донесете го кучето до Софија. Покрај тоа што беше вакцинирано, нешто има во Македонија и во Србија има различни штаме на бугарски, извинувам, не знам како е на македонски зборот. Не паразит, на парвовироза, различен на вирусот, нешто им. Да. И покрај тоа што кучето беше со сите вакцини, веќе 7-месечно кутре, имаше парвовироза, го донесоа во Софија и сега е веќе во ред, нели, го спасија, немаше никаков проблем, но гледам од пријатели дека информациите исто таму фалат. Значи, многу кучиња патуваат во Грција, насекаде уствари, не само во Грција, и гледам дека во Македонија никој ветеринарен лекар не советува собствениците секој месец да си го обезпаразитуваат кучето за дирофиларија, што е многу тежок паразит и од него многу тешко се лекува куче. Инаку тука во Македонија исто така е многу присутен и се повеќе е. Да, затоа и кажав дека луѓето веќе патуваат во Грција, одат на одмор, во Грција има многу, затоа што се пренесува нели од комарци, сега не знам колку се запознати луѓето. Меѓутоа гледам дека фали информација затоа што познавам кучиња што умираат, а реално се решава со едно апче на месечно. Да. И не знам зошто се случува, дали заради можеби некаква финансиска состојба, пошто сепак не се ефтини секој месец да треба да му даваш цел комплетна обезпаразитување, нели, на апчиња. Не знам каде е грешката, но мислам дека малку куца нешто во ветеринарната медицина, во информациите поскоро. Така. Не верувам дека нема собственикот да се грижи за кучето и нема да го, но во крајна сметка треба да му кажеш, да го информираш, па веќе тој да си реши на негова одговорност дали ќе му дава обезпаразитување или не. А така некако малку, не знам, мене малку ми е шубе. Убаво се изрази, да, баш ситуацијата е шубе да те биде, иако и тука оди напред. Јас морам да пофалам и имам некои прекрасни колеги што се веќе на нивото на
ветеринарната медицина во Бугарија, европската, светската. Тука да се разбереме, исто има ветеринарни лекари што советуваат дека кучето се бања 2 пати во годината и не се сечат ноктите за да не растат повеќе, нели? Не, да не мислите дека тука само ги фалам, не. Но да. И Илија се смее, нешто спрема да каже, гледам на темава. И се изгубив мојата мисла затоа што те гледам дека се смееш, само секунда да се сетам. Инаку да, сакам да се надоврзам дека ако сопственикот не е во состојба да го заштити својот миленик, значи најосновното што треба да му го пружи кога веќе решил да се грижи за него, тогаш не треба да биде сопственик на миленик. Не е принуден никој, апсолутно, не мора да чува миленик никој под ни една морална и било каква вредност. Миленик, ама поевтин што не кошта колку куче. Кучето е едно од најскапите миленици. Сега кој конјот е миленик, добро, конјот е поскап. Ама реално од куче стварно ретко кој миленик е поскап за одржување. А луѓето ја прават асоциација миленик еднакво на куче. Реално не зима и куче, значи има папагалче, има хрчаче, има желче и така натаму. Исто така бараат нега, бараат труд, бараат финанси и така натаму, меѓутоа многу помали. Не мора секој да чува куче. Не мислам дека е многу скапо да чуваш куче, единствено нешто е што треба да му даваш, но се ќе најдеш некое решение, затоа има различни препарати со кои што, нели, ќе му дадеш пример апче за паразити, ќе му ставиш капки, не мора да му купуваш кучешка храна, ќе му сготвиш, ако толку сакаш да го чуваш, ќе најдеш начин. Ако сакаш да чуваш домашен миленик, нема да си земаш пудла што треба да се шиша или пак ќе ја шишаш сам дома, ќе се снаоѓаш. Пак сметам дека е до одговорноста на луѓето и до информираноста. Никако цело време, бар јас така ги гледам работите, не знам. И така е, дефинитивно. Скапо, навистина не мислам дека е толку скапо. Пушат цигари да би простат пушачите. Се согласувам. Ама управо се зашто ние анализата што направивме финансиска е токму тоа дека во еден животен век просечен на кучето чини од прилика 15.000 евра. Зборам од купување или вдомување, независно, бидејќи разликата се намалува многу брзо со текот на времето. И импактот финансиски од прилика 150 дена колку една кутија цигари на ден. Зборам дневниот трошок за едно куче. Збориме за храна, хотел, груминг, збориме за некој просечен урбан миленик кој што не се храни од најевтината храна, не прескока вакцини, не прескока антипаразитарни или, например, гледаме многу често избегаваат да стават ампула, каивче, имаат полни се со болви, крлежи, така натаму. Еве и што кажа ти преска. Инвестицијата исто така и времето. Времето кошта пари, мислам, чини многу. Треба да го чешлаш, треба да си играш, да го едуцираш. И јас ги гледам моите две кучиња, например, постарата има 12 години, друго има 5,5. Константна едукација му прави постарата на помалото. Значи, константна, постојана. И фактички тоа на мене ми праќа порака, дека никогаш работата не е завршена. Дека постојано ти треба да работиш со куче. Нормално дека има раси кои што се можеби многу повеќе ги впиваат информациите и навикате и едукациите и така натаму. Меѓутоа, куче е стварно досадно за едуцирање. Збораме нешто еве со дресери кога зборите, значи која е тајната? Нема тајна, цело време истото. И стварно е долг процес. Сега тоа е инвестиција. Ти не сакаш да го шеташ, не кеш да го мочеш, не кеш да му даеш храна, што кажеш ти да му готвиш, ја готвам. Најбоље, и тоа не е од финансиски причини, од некои сопствени убедувања. Ама супер е тоа, меѓутоа луѓето не сакаат не само пари, туку не ќе да троши ни време, ни енергија, а сепак сака ако има миленик да има куче. Мене тоа не ми се допаѓа што веднаш инстинктивно се зима куче. И исто не ми се допаѓа кога се зима бесплатно од улица, мислејќи ќе си го земам, ова не ме кошта ништо, и многу брзо ги напуштаат кога се откажуваат, затоа што има малце, прво не го платил, а второ има помалку предрасуди, као стил па беше више на улица, ќе го вратам као.
И ама не е убаво зашто му ствараш стварно психички хаос му правиш на тоа куќе и не е Пак фер, зависи да од го земеш. пак зависи од луѓето. Истиот човек што ќе го направи тоа, ќе си купи куќе и ќе го даде после на комшијата. Нема да сака да го чува или нема да се грижи за него, така да не. Јас познавам луѓе кои што си ги платиле куќињата и тоа си ги платиле не е мала сума пари и ги дале. Така да. Да, ние им помагаме во тоа. Мислам, има многу што сваќаат дека не можат да се откажуваат и после тоа бараат друг одговорен собственик и така натаму, ама разделувањето е малце поинако, не е еднострано, да кажам. Сепак има друга страна која што презима одговорноста на првиот. Да, но не знам, подобро можеби да го даде некој кога гледа дека не може да се справи со него, подобро му најде куќето, многу брзо се навикнува. Јас лично за моите тие вака дека се залепени до мене, ама сега да ти ги дадам на тебе една недела ти да ги раниш и да ги шеташ, веќе ќе се твои куќиња, да, 100%. Нема да умрат за јадење. Ние второто го вдомевме на 2,5 години и беше лепенка за девојката и девојката многу тешко се раздели од него. Си ни остаи толкава листа, дојде кај нас да види како живееме, она не знаеше уште од претходно, значи све супер, све со доверба, со све. Многу тешко она се раздели и кога ме праша како реагира, мене ме беше глупо, ви кажам дека куќето не реагираше буквално никако. Значи немаше депресивен момент, немаше тажење, завивање, што ја знам како што се прави, него едноставно се навикна. Мислам, полека си влезе у штос и тоа е тоа што викаш ти, има он инстинкт за преживување. Така не умираат за јадење толку лесно. Не. така. Многу поприлагодливи се него што сметаме ние реално. Да. Да. Ние знаеме, него поприлагодливо тоа што не се сервира, да кажеме. Да, па се хуманизира, се му даваат мислам, човечки атрибути, а реално сепак е животно, со своји карактеристики, предности, квалитети и така натаму, меѓутоа е животно различно од човекот. Луѓето многу сакаат да ги очовечуваат, што викам јас, меѓутоа куќето е многу елементарна, нема емоции како љубомора. Тоа си има некакви навики, си работи по еден прост систем и нема емоции како нас. Мене ми е многу интересно кога ги оставаат пример на фризер или кој ќе се вратам, нема да те оставам. Се исто му е дали ќе го оставиш 5 минути или 5 сати, апсолутно не му прави никаква разлика, ама Не, нормално е са. Друго е човек што работи со животни, друго е човек што има едно кученце, домашен миленик, нема како да ги знае тие работи. Се прашање на воспитување, на навика, и на едукација пак. Да, и зависи многу од самиот човек. Јас пред да ги имам овие две кучиња, имав еден Джек Расел на 1 година. Го удри кола, нели? Умре кучето. На местото во кое што работев, кога ќе влезеа клиенти, тој им носеше топка и они ја фрлаат и они ја носи и така некако ги дочекува сите, како за одбор за пречек беше. И кога ја земав Нора, првата пудла, беше на 4,5 месеци, и сега кучето не ме познава, јас не го познавам, ние уште немаме никаков контакт. И јас ја споредувам реално со првото куче и сама си викам, кој рекол дека овие се толку умни, што не ме разбира, глупаво куче. И полека, нели, живее со мене веќе, да речеме, 1 година. Значи, тоа куче го има апсолутно истото поведение како Джек Расел. Апсолутно. Кој ќе дојдат луѓе во салонот, доаѓа, ги пречекува, комуницира со нив, носи играчки, ја носи лаеп, апсолутно. Дури се кара со други кучиња по истиот начин, така да ние ги создаваме, правиме нешто кое што ние не сме свесни и го тера кучето да има некакво определено поведение, така да речам. Дури втората кучка јас ја земав од Пламен, беше голема, мислам дека на 11 месеци и си беше по нивниот режим, куќен ред да не речам. И ние се смееме, јас произведувам бандити. Кај мене сите кучиња стануваат доминантни, не се смотани, малку така не толерираат многу некој да им се качува на глава.
И куќето после една година од добро, послушно, смотано кученце стана како првото. Не лае, се кара, нели, ја превоспитавме и веќе е на нашиот режим, така да ние правиме нешто. Јас дури на вистина не е дека нарочно нешто правам. Да. Има нешто, им давам можеби самодоверба некаква, не знам. И тие се како по еден калап, така некако им се создава, карактерот им се менува, не знам како да го кажам. Да. Но се зависи од нас. Огромен поздрав од Red Poodles Македонија. Поздрав за Фала на Сонја, да, поздрав. кинофил и грумер за респект. Фала многу. Е така, само да го пренесам. Тоа е Значи- одгледувачница во Македонија, да, за црвени пудли. А може Так. да ги поканиме на настано доколку имаат време, ете Сонја, ако да. има време и желба во вторник во Public Room од 19 до 21 часот ќе се дружиме, многу професионалци ќе дојдат Многу од ќе се радувам. петсферата, да, каде што ќе има буквално претекстот и контекстот се пудлите. Баш ќе збориме од кинолошки аспект, огледувачки аспект, груминг аспект и сите можни аспекти на пудлата и ќе имаме гости и од Србија, председателка на Груминг Федерација, исто така ете Ана ќе ни биде еден од предавачите со Стела, Габриел Стивел и така натаму. Јас мислам дека доволно време ти одземавме Да, и беше фала. многу требно се приклучиме. Треба да ги шетам, веќе страдаат. Готово. Многу ти благодарам на издвоеното време. Едва чекам да се запознаеме во живо во вторник. Фала и на вас многу, многу ми беше мило што ме поканивте и да, едва чекам да се видиме. Многу ќе се радам. Фала ти, Ана, уште еднаш. Убав викенд и се гледаме во вторник. Во Фала, Public Room. фала. Чао на Чао. сите, фала што не Чао. следевте. Чао, чао.